Јани Сандански. Министерството вчера одговори на некои прашања и не препрати до лекарската комора. Дали е примена на конкурс, според кои критериуми, дали таа аплицирала, жената е пред пензија конкурс? Не, на определено време, примерно. На определено време. Определено? Да. Аплицирала самата? На определено време е примена таа жена. Така, има сознание дека, дали Министерството имаше сознание дека таму се води истрага во обвинителство за 2 случаја за нејза заради фалсификување на документи и допишување на податоци во медицинската документација? Не. Не може да имаме таква информација, односно можеме да ја прибавиме, ако постои преку меѓународна правна помош да се обидеме да добиеме, дозволете ме да одговорам. Можеме преку меѓународна правна помош да се обидеме и да добиеме таква информација. Но гледам дека цело време аудирате на нестручност на докторот. Ако постои нестручност, треба да се прашаме како резултат на што е таа нестручност. Кој ја пуштил да положи? Кој ја пуштил да добие специализација? Кој ја пуштил да стане доктор? Ние како министерство имаме обврска да се грижиме системот да функционира. Ако имаме недостаток на педиатри, ние гледаме сите педиатри кои што ги имаме во државата да ги ставиме во функција на системот. А како станал некој педиатар и како станал доктор, тоа е работа на медицинскиот факултет и на лекарска комора. Меѓутоа има сознание сега реакции од детската клиника дека бројот на деца не се намалува за време на дежурства, напротив, околу 300 деца има да се намали со дежурниот пункт и дека децата ги препраќаат сите или во Козле или на детската клиника со тоа што на сите им дава испрат библиотека. Дали Министерството... Нека се организираат да проверат кој све и потпишал дека положил испит. Кој и дал специализација. Зашто ја пуштиле ако не знаела? Во лекарска комора нека се организираат, нека поведат постапка, нека се одземе лиценцата. Ние гледаме дали е доктор, има лиценца, ако има лиценца, за нас се сите еднакви. Тоа е мојот одговор. За нас сите лекари се еднакви. Ако има лиценца и е специјалист, не можеме ние некого да деградираме или да фаворизираме врз основа на тоа. Нема проблем, ја немам никаков проблем, ја не ја познавам. Значи немам никаков проблем. Ако лекарска комора утврди дека треба да се земе лиценцата, ќе не извести дека ја земе лиценцата, веднаш се раскинува договорот и ние ќе постапиме по тоа. Ако се утврди дека има, не знам, фалсификати некој правена, дозволете ми. Ако се утврди дека има фалсификати било какви правена, ќе си одговара и за тоа ќе иде у затвор. Кој да е? Така да тука ја немам ништо да во проект на Министерството имало процес во Хрватска, 5000 подписи од родители и во обвинителство за 2 случаи. Затоа би го упатувам на вас прашање. Ние веднаш тоа ќе си го провериме. Ако има постапка која што се води, треба таа постапка да ја провериме. Ако постапката е завршена, треба да добиеме пресуда. Ако постапката е во тек, имајте предвид презумцијата на невиност. Значи немојте да ги осудувате луѓето пред тоа да го направи судот.